Добро идете за професор Љубомир Фрчковски. Разговараме, се разбира, за кризата која вечно трае, веќе станува агонија, иако се навидува, надзирува расплетот, може би, зависно од тоа како ќе биде расположена власта, но и странскиот фактор. Ако денешното инаугурирање на Оливер Спасовски и Фросина Ременски како нови министри кај новиот премиер Емил Димитриев, тоа ништо не значи, сушност, ако сметаме дека со тоа се е завршено. Напротив, почнува битката, не само на СДСМ, генерално битката на целото граѓанство за демократија. И сега е прашањето, дали останува 24 февруари, дали ќе се согласи ВМРО ДПМН да се откаже од 24 февруари, да се донесе нова одлука за избори? Зошто сметате дека би се согласил Груевски? Знаете што, овие промени што се историски вакви, како што велат во странските весници, крај на една епоха. Ера. Да. На диктатор практично во Македонија и авторитарен систем, не може да се одмине, да се надмине, да се закочи со правење трикови. ВМРО-вците се обидуваат да прават трикчиња во таа смисла, ова со распуштање на парламентот, одлуката практично на целата асамблеја наша да му служи практично за спасување на образот на Груевски, дека неговата оставка треба да биде 100 дена пред распуштање на парламентот и распишување на избори, и целиот парламент сега му служи да го покрие практично него и неговата оставка. Во основа, мислам дека целата игранка е околу тоа да се фиксира барем некој друг датум, како по моје мислење почетокот на јуни околу тоа, и цела оваа приказна е притисок и некаква активна игра во таа смисла. Тоа мислам дека ќе се случи. Она што ќе се случи второ е дека малку испегланиот, искритикуван Хан ќе дојде во февруар и ќе стави на маса она што било на маса ставено, дека еве нов датум има со предлог, и сега ВМРО-вците се мислам заинтересирани тоа да го фиксираат на 5 јуни, и целата приказна е околу тоа. Сега, што е проблемот? Проблемот е нормално избирачкиот список, кој не може да не почитува датуми. Проблемот со него е следен. Тој не може да биде диамански или кристално чист, како велат, бидејќи за тоа треба година и кусур дена по експертските мислења, чистење и целосно проверување со активни легитимации на терен. И 30 недели стои во некои експертизи. Да, значи они ќе направат компромис, и тој компромис го прифатиле. Тоа е преклопување на различни бази на податоци околу луѓето, носителите, плюс некакви чекирања на тоа дали е точно на неколку места само, не целосно. Тоа се прави како систем и тоа е прифатен, таа е методологија која е прифатена. И за неа 4-5 месеци, 3-4 месеци најмалку се потребни со една жестока активност на внатрешни на дик и на внатрешни како помош. Са веројатно тоа некако може да се дотера до почетокот на летото, ја не знам како тоа ќе завршат, и многу се важни исто така медиумите. Значи, првиот и вториот и третиот канал на државната телевизија треба да почнат да емитираат нормална програма која е фер, барем во однос на оваа политичка ситуација, и да создадат една атмосфера која ќе ги направи елементарно ферски изборите. Се тие лошо е многу што странците, сега не зборам за Хан као посебен случај кој веќе подоцна ќе говориме за веќе од странците осеќам као катастрофална проценка неговото запнување за 24 април. Меѓутоа, генерално е лошо што пропуштија роковите за постигнување на резултати во различни области да бидат еднакво важни како и рокот за изборите. Нормално тоа една авторитарна власт, да не речемо личарска власт, го искористи за перманентно одлагање и блокада на тие рокови, и целиот систем го поремети. Са одеднаш блокада на сите други рокови, 8-еден рок, а тоа се за изборите кој го фиксира. Целата деформација произлезе од таа лоша тактика на странците да евентуално заедно со внатрешните актори им стават до знаење дека секој поединечен рок ќе биде врзан за крајниот рок. Бидејќи многу е важно да периодот од последното решение за медиумите или за почнување работа на ДИК
до изборите, тоа што правниците го велат вакацио легис, биде испочитуван тој дел на пауза, на неправење ништо друго, осем работење на реформираните институции е многу важен за договорот. И сега тој е никаков, тој рок не постои, де факто е набиен во некаков амортизер до изборите, директно од последното договор ќе скокнат во изборна кампања. Тоа е нешто што не е прифатливо. И второ, односно трето, кое е веќе, мислам дека странците се доведува генерално, една изјава вака, никој не вели, никој не се фиксира до душа за рокот 24 април, меѓутоа со своите изјави практично и со својот ангажман се доведува во ситуација да посредуваат во втора, уште подлабока криза во Македонија, што е абсурдна, парадоксална ситуација на нивната годишна инвестиција во Македонија. Тие ако продолжат со овој темпо, продолжат да бидат меки со забушувањата на власта и притисокот да го насочат само кон некој тврди кон опозицијата и изборите. И само кон опозицијата и само кон некакви абстрактни неиспочитувани рокови, тогаш тие ќе бидат исправени пред абсурден исход, да посредуваат во уште подлабока криза која можеби да биде летална, последна во Македонија. Се тој веројатно исход ќе ги блокира нив. И затоа мислам дека ќе направат ресетирање на сите своји притисоци во овој период. Сега дали ќе биде тоа доволно, дали јуни ќе биде тој термин, дали септември ќе биде тој термин, ќе видиме од февруари. Професоре, и вие, но и опозицијата инсистира, освен да ги ставам на страна странците и власта, инсистирате постојано на нов датум. Сега споменавте јуни, велите може би било септември, но сепак инсистирате да бидат запишани некакви рокови што се однесуваат до изборите. Зошто? Заради тоа што многу лесно ќе влезе во стапит, особено опозицијата ќе влезе во таква замка. Нема да бидат испочитувани роковите, се разбира, како и досега, не знам зошто би се откажал Груевски и власта, обструкција, блокади, оно што го споменавте. Зошто не би инсистирале на исполнување на услови, со рокови, се разбира, и кога ќе бидат завршени сите реформи, избирачки список, медиумска сцена и пропагандата и треба време или да биде амортизирана, не може до крај да биде декотамиран тој процес, тој простор, тогаш зошто мора постојано да говориме за датум за избор? Зошто СДСМ не се реши, не се одважи да го каже ова? Избори не ни се важни. Не, знаете што? Овој тип на кризи се разрешуваат само на избори. И не можете да ги прескочите. Изборите се практично главна тема, главен завршеток, крешендо на оваа реформа. И можете добро да смислите некаков термин, овој термин не беше добро смислен, односно беше жртва на манипулациите на власта. Меѓутоа, вториот термин нема да може да биде избегнат. Па тоа е стапицата за која не може да биде избегнат, независно од стапицата, нема да може да биде избегнат. И ако ништо не биде решено? Нема да биде толку, не е возможно сега да не биде решено тоа, затоа што ДИК ќе почне да работи веќе, сите можности ќе му бидат дадени. До 15 март ние ќе имаме клучниот момент, ќе биде обвинувањето од специјалното обвинителство на маса и некои од решењата за медиумите веројатно ќе бидат завршени сега. Сега власта ќе се покаже во таа смисла беневолентна, нема да може да кочи. Но во тој контекст нема да може да се избегне лоцирање на втор датум. А вториот датум е, знаете, 5 јуни, потоа почнуваат рамазанските пости, тоа е период и тоа е септември. Одморите следуваат. Не, имате 5 јуни или септември, нема друг датум. Пред Бајрам и после пред Рамазан и после тоа. Особено за јуни велам зошто да воопшто да се спомнува прекусе тој. Не знам, они ќе почнат да разговараат сега за тој датум, февруар ќе видиме кој датум ќе биде. Многу е важно да проценката за исполнување на критериумите доаѓа од трета страна, доаѓа од експертски тимови кои зборуваат за списокот, од експерт тимови кои зборуваат за медиумите, значи да не доаѓа само од опозицијата како цел. И мислам дека тоа ќе биде задоволено. Инаку се друго е борба на фамилијата да остане во игра. Она што мене ми е важно, морам да кажам, тука имам ја од секогаш сум имал еден поинаков поглед на оваа приказна. Значи, осем рушењето прво на диктатурата, институционалното рушење на диктатурата, која ги упропасти нашите институции, ние од ова мора да излеземе со генерално намалување на силата на политиката.
Политиката мора да се заврзе во еден систем внатре парламент, влада, кој ќе биде далеку послаб од политиката каква е сега. Мора да ги ослободат просторот на бизнисот, на медиумите и на граѓанскиот сектор почнат да дишат и да заземат својата позиција на моќ. Како што некој пат дури во најлошите времења кои ги критикуваат беше медиумите беа една сила која беше од која политичарите горе-долу се плашеа на начин така треба. И во таа смисла ние мора да се вратиме во таа ситуација. Како ќе се вратиме во таа ситуација? Сега, да не повторам она разлагање за коалициона влада перманентно Македонија, тие на крај ќе дојдат на тој мој проект како и да завртат, можда не сега, можда подосна. Меѓутоа сега мислам дека околностите и резултатите од изборите ќе ги насочат кон големи коалиции. Големи коалиции под услов фамилијата надвор од нив. Значи условот за ова е фамилијата надвор од нив. По моје мислење, во затвор, али најмалку надвор од изборниот процес. Тоа мора да биде услов на новите коалиции. Иначе се е можно. Можни се коалиции големи без ВМРО, можни се коалиции и со ВМРО, меѓутоа без фамилијата. Таа варијанта е резултат, но целината од таа приказна ќе биде слабење на политиката, што е многу добар резултат и тој пожелен резултат од овој преврат. Не можеме да изведиме демаморовизација и барбаризација на нашето општество, ако тоа не го намалим, ако политиката не ја сведеме на незината вистинска мера. Како ќе го натераат прилично сте оптимистичен околу целиот овој процес и која оваа етапа, мислите дека тоа не мислам дека мислите тоа лесно и мазно дека ќе се одвива, но сепак имате ли објаснување како ќе се натера парламентот повторно да гласа за ново распуштање? Не, тоа е најмалку. Парламентот е партал, така да тој ќе направи. Односно Груевски како ќе биде натеран? Тоа ќе биде да го послуша парламентот. Мислам дека рокот околу јуни нив им е план. Така што ни нема да имаат проблем да го пролонгираат одлуката и да го понижат парламентот, да продолжи одлуката за 45 дена. Тие тоа го имаат како план на овој проект. За можности и септември да биде во игра. Тоа е друго прашање. Иначе они ќе го продолжат рокот за до јуни без никаков проблем, они ќе го натераат парламентот. Велам, парламентот нема никакво значење. Од таа смисла он служи како послужавник на кој Груевски ни испорача марамчиња. Добро, а за септември? Како Груевски би ја наведнал главата, тоа е невозможно. Зависи од целокупната структура на преговарачките сили. Ако и албанците бидат вклучени од тој што треба да бидат вклучени за тој проект, дека тука нема да има, дека мора да имаме чисти комплетно, без никакви сомнежи избори во септември, ако биде таквото мнозинство ставено од другата страна и оставен сам ВМРО, тогаш е можно и такво решение. Ке видиме, тоа е отворен проблем. Не можеме да бидеме во таа јуни или септември баш баба Ванги да нагагаме, но треба да се држиме до роковите. И тие рокови не во смисла до некаква супер чиста ситуација, велам кристална или диамантска, али поднослива ситуација на прочистување на списокот, а тоа значи следно од прилики. Ние имаме сега 1.600.000 до 1.800.000 гласачи. Толку немаме жители ние моментално во Македонија. Тоа е скандал. Не е тоа 1000, 2000, 5000. Тоа се 200-300.000 гласачи надвор од списокот. Тоа е голема операција. Тоа мора да се заврши. Во таа смисла операцијата е важна. Околу медиумската сфера, еве го имам пред мене нова што го односно дописничката на Нова Светлана Јовановска што го објави планот на Хан брифирано токму од Брисел, од Европската комисија, како вели првиот број 1 планот е чисто изборна листа, тоа веќе разговаравме, но пак би се вратила за она непречен пристап до сите медиуми на опозицијските партии и своји наблюдувачи во агенцијата, што ништо не мора да значи, но што значи непречен пристап до сите медиуми на опозицијските партии? Па прво и основно се држам. Колку е тоа важно? Видите, прво е ако пропагандата низ години веќе го блокира целиот, не само медиумски процес и цела сфера. Па тука има два одговора. Прво издвоите ги државната телевизија. Која има рейтинг? Независно, таа се гледа, таа ќе добие рейтинг кога ќе почнат на неа да се појавуваат опозиционите фигури. И дебата, и една нормална. Тоа оди во сите села во Македонија. Значи тоа
затоа, ако забележавте, власта не ги споменува медиумите, уште надвор ги држи надвор. Тоа е нивна главна алатка во борба. Да. Така што не треба тоа никако да се испушти. Значи, прво е поставување на државните, овие зашто плаќаме пари, на нормална, неутрална и фер основа со нова група на луѓе, целосно. Тоа се значи 10-15 уредника, директори, комплетно ново, една нова програма жестока наново околу тоа. Потоа, тоа се некакви правила за приватните медиуми околу пристапно. Па гледате што, за тоа имам следен коментар. Учеството на Заев на Канал 5. Што направи едно честно учество, да речеме, на како направен со сила, не со сила, договорено двама, тамо не е важно, каква турбуленција направи во тој кич однос. Тоа се толку лажни и толку наместени структури, што малку да се појави некаков друг глас, ги осветлува сите други кич поставки во таквата телевизија. Кич поставка нарекувате пропагандата ни на пропагандата, на лажењето целосно. Мислите дека е доволно, професоре? Па не знам дали е доволно, не знам што друго останува на можност. Не може да ги укина телевизиите, да ги пратат на затвор. Према тоа, они само ќе отворат еден дел за фер представување една светла точка во тој тунел, смета дека бидела доволна. Кај приватните медиуми кои се наклонети на власт. И за неколку месеци би се сменило јавното мислење. Па можеби не, меѓутоа би имала една пофер ситуација. И се останува големо прашање што опозицијата мора да ги одработи својот дел од приказната на терен. Они се партиска структура, а се тука не знам што би теренот секогаш е слабата страна на опозицијата. Ќе се борат на терен таа ситуација. Нов, значи гледајте, нов релативно чист избирачки список, без можност да се крадат гласови на еден драстичен начин, како што ВМРО правиш. Без МВР кој сапортира власта во крадењето на гласови. 2 точки. Со релативно, под наводници, фер државни медиуми и со на некој начин отворени, пристрасни приватни медиуми и со Господ напред, ми можеме да направиме некаква 50-50 ситуација. 50-50, а постојано велите колку толку да биде подотворена вратата. Толку може да биде, тоа не е 50-50. Не, во приватните медии не може 90-10 би можело да биде. Да, меѓутоа јас имам оптимизам тука, тоа вистината како киселина ги растура тие конструкции на лага какви се приватните медиуми. Така да тука сум пооптимиста него што изгледа само еден настап или 2 настапа. Едноставно се гледа тоа кога ќе влезе некој што е чесен релативно и што зборува вистински во тие медии, ја растура целата ситуација. Доволно е тоа кај нив, а државните мора да видат фер целосно. Да. Ајде околу улогата на Хани Бели веќе ја споменавте, таа е одлучувачка, особено во целиот конфузен ред на настани кој следеше. Хан имаше една изјава дури за Алсат каде што вели дека треба да се размислува за нов датум на избори, се сеќавате. И после тоа, после некој ден, каже дека било подобро да има консензус околу изборите, но што е тука е, парафразирам, а сега мора сите да се подготвени за фер, да се стори се да бидат фер и демократски изборите. Прилично разочарувачка изгледаше таа изјава, дори подоцна и Орав се жалеше дека има некакви закани кон Хан, кон него и така натаму. Тоа на социјалните мрежи се разбукта тука таа остра полемика, дури некои од новинарите нудеа докази низ целиот овој период колку ние сме биле атакувани. И сега, зошто Хан и Бели имаат не се унисони во нивните ставови и во нивните изјави? Видете го Бели, тој мудро не посочува која дата треба да бидат изборите. Да. Изјавата на Бели е сосема поинаква од на Хан. Он вели дека сите треба да учествуваат на избори, што е окей. Значи, избори без опозиција се катастрофа, невозможни. Да. А втора не ја споменува датата, така да таа изјава е сосема окей. Хан има амбивалентни изјави и мислам дека неговото враќањето има практично предизвика лавина во германските вестници и во медиумите во Брисел, така да тука тој Хан не ме секира многу, тој ќе дојде со променен став околу таа приказна, но нешто поважно е од целата приказна, што лидерот на опозицијата мора да се покаже доволно силен да ги скрши тие дилеми. Значи, он мора да се покаже силен и да известни 2 добри вести.
во Македонија. Он треба да каже имаме две добри вести сега. Груевски не е премиер и избори на 24 април нема да има. Тоа се добри вести. Да. Ајде околу она Груевски не е премиери на социјалните мрежи кои се всушност вистински медиуми, не само во Македонија, но особено во Македонија заради тоа што е дозволена дебата и диалог, она што го нема во традиционалните медиуми. На некој им заликува сценариото на Груевски како сценариото она со Санадер, кога странците го натераа Санадер да се повлече од премиерската функција, па потоа и од лидерската функција од партијата и на крај тој беше, да се изразам колоквијално, можеби прегрубо, но како партал изфрлен на улица од партијата и веќе никогаш не беше примен назад, иако постојат и такви интереси откако е пуштен на слобода. Сметате ли дека ќе дојде денот кога ВМРО-ДПМН ќе му го сврти грбот на Груевски, тогаш кога ќе стапи на сцена Катица Јанева, која ќе почне да го стега обрачот околу Груевски, значи сите негови луѓе се веќе на тацна ќе може да и бидат дадени, сама ќе си ги земе, и тогаш ќе почне и да го напуштаат бродот на Груевски. Па ќе видиме како тоа ќе се одвива, не можам да прогнозирам како стои внатре, тој робовски дух во ВМРО-ДПМН е внатре. Многу важен фактор се обвинувањата, потоа обвинувањата врзани за определен тип на криминал, а тоа се големи изборни измами и злосторничко здружение кое ги овозможува вака крупните изборни измами. Тоа ќе создаде проблем дали тие луѓе може да бидат околу изборите воопшто и во кампања воопшто. Иако нивно исклучување од политиката подразбира правосилни судски пресуди за тоа, но не може тоа да го дочекаме. Прекус е рокот, но моралната невозможност за тоа ќе создаде друг притисок кон него. Тоа нема се уште да го ослободи, велам, ВМРО, бидејќи тие се една робовска внатре структура, ќе му треба малку повеќе време за тоа. Но мене ми и антидемократска во основа структура се внатре. И така го ја замислуваат и Македонија, работат така како бавче државата во таа смисла, но ја мислам дека тоа ќе почне, процесот ќе почне со тоа, со разнебитување на тие структури на диктатурата и потоа ние треба да отвориме, овие институции се важни да олабават и затоа е добра одлуката да МВР остане под контрола на опозицијата, да не може да се случуваат, оти тие би збеснале ако повторно би го земале МВР под своја и тие местенки што ги прават би продолжиле се овој интензивен период да го прават. Гледате што прават со обвинителите. Обвинителите се како партали ги третираат и како ислужени чорапи, они што ќе им посакаат, они тоа треба да направат. Значи целата структура е ужасна. И нас ке ни треба еден период на лечење после тоа, долг кај македонците и опште во Македонија како држава, но јас сум оптимиста дека тоа ќе почне сега, не може тој процес да се врати. Премногу уложија и странците во тој процес за да влезат во уште поголема криза. Но ќе биде жестоко, жестоко. Ајде околу Катица Јанева, специјалната обвинителка, вие знаете дека имаше најави денес да има совет на обвинители да даде отчет. Особено ги интересираше на кој начин биле дадени материјалите од Заев. Мислите ли дека тука ќе започнат нови обструкции кон Катица Јанева? Таа всушност нема ни простори и досега беше невозможно за неа да почне било што да работи, иако се говори дека добро и оди, дури беа најавувани дека следните недели ќе започнат некакви кривични пријави и за тоа всушност брза Груевски со изборите. Знаете што, јас сум не можем да проценам како е атмосферата внатре во тоа обвинителство, меѓутоа они имаат можности кои не зависат од овие обструкции. Значи, они може да не ја дадат пари со буџетот или тоа да го одолговлекуваат. Истовремено да им дадат пари на ТИК и да вработат 30 души. Може да преку советот на обвинители да се обидуваат да прават нека. Меѓутоа, кому значи нешто советот на обвинители во држава? Тоа не постои. Кого интересира што тој мисли? Тој не може ништо да направи, посебно ниту може да ја блокира, тоа не предизвика скандал од поголеми размери кои ВМРО нема да го рискира во овој период. Што значи, на Катица Јанева и треба сериозно обвинување и треба да 20 специјалци. После тоа да ја дадат на услуга за да ги прибере луѓето кои треба да донесе. Толку и треба неа. Иако може да згази
таа ќе нагази и нема да има отпор. Ќе видите како тој отпор кој сега, бидејќи она молчи и така е релативно пасивно дискретна изгледа, во активностите, Добро. се зголемуваат тие напади. Иначе кога ќе загризе, тоа одеднаш ќе вика, одеднаш ќе настане една сосема нова атмосфера. Не, и треба 20 луѓе, а во тоа време специјалните единици и алфите мора да добијат нови шефови. Не може тоа што го прави министерот, што ги толерира во тој дел, ќе има нови местенки ако ги толерира и ќе биде жртва на тие местенки, како што беше оваа со личните карти. Да. Него го информира дека таа операција оди од кога заврши таа операција. Тоа е скандал. Специјалните единици имаат промена на закон дека може да бидат мобилизирани, да се договорат да излезат на улица без да го информираат министерот по новите промени. Значи, он е тотално изолиран. Него му требаат луѓето од тие единици тотално под негова контрола, за да може операцијата на Катица Јанева да ја изведат. Инаку тие, доколку бидат во таква симбиоза, тие ќе ги растурат овие групици на бандити собрани околу поличарите за 5 минути, ќе ги полегнат сите пред колата при апсењето. Нема шанси оние тука. Онека како што Љубе Бучковски отпор да пруди. Тоа нема шанси. Меѓутоа тоа мора да се организира со време и да се подготви операцијата како што треба. Мислите дека Катица Јанева тоа ќе го стори? Јас се надевам дека ќе го стори. Искрено и посакувам како што треба. Мислам на обструкциите за кои постојано говорам. Мислите дека тоа ќе оди така лесно и мазно? Заради тоа што има фина релација со Оливер Спасовски. Да, и постојат и други институции, да не заборавиме. Да, меѓутоа таа операција за незината работа е најважна. Врската со Оливер Спасовски и врската со полициските единици кои треба да бидат дадени на услуга во оперативно спроведување на принесувањето на обвинетите кон истражен судија во предистражна постапка. Следната фаза е истражен судија, како што рековте. Каде одиме тогаш? Во кој суд одиме тогаш? Па не знам, они ќе најдат начин да изберат еден судски право, совет. Дискреционо право да изберат. Па не знам дали Катица има тоа да го направи, нема таква можност. Тоа може да се направи, но таа може да се направи преку друг канал, да се избере посебен совет кој ќе суди во таа ситуација и од групата односно пред судии во претходна постапка да изберат луѓе кои имаат интегритет да може да го изнесат тој процес. Има знаци по резултатот и по некои одлуки на Врховниот суд во меѓувреме кои се имаат случајно дека судиите полека еден дел од нив се почнуваат да држат до својот полека, не знам дали. Некаков интегритет. Така наречен, али ќе видиме како тоа ќе се одвија, тоа ќе бидат фази пред нас интересни. Добро, ви благодарам што бевте гости.